Гледајќи го Твоето смирение и вистинското покаяние, те прима Тебе, чедо, како блудниот син, кој се каеш од се срце, приоѓаш кон него. Зошто си дојде на сестро, приклучувајќи се кон светиот жртвеник и кон ова свето сестринство? Сакам испоснички живот високо преосвещени, владико. Сакаш ли да се удостоиш со ангелскиот лик и да се вброиш во редот на монаштвото? Да, со Божја помош високо преосвещени, владико. Навистина си одбрала големо и блажено дело, само ако го довршиш, бидејќи добрите дела со труд се постигнуваат и со мака се извршуваат. Отвори ги ушите на Твоето срце, сестро, послушај го гласот Божи кој вели: дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам, земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Затоа сега на секое прашање давај потребен одговор на Бога, со страх и радост, при тоа со сигурност знај дека тука е дојден самиот Бог со неговата сефална мајка Богородица, со светите ангели, со сите своји светии, и внимавај на твоите зборови. За кога ќе дојде да суди на живите и на мртвите, да ти возврати на тебе не според она што си му ветила и изјавила, туку по тоа што си од ветеното и изјавеното одржала, зашто сега, ако вистински пристапуваш кон Бога, одговарај со внимание на сите прашања што ќе ти бидат поставувани. Дали со својот слободен разум и по своја слободна волја пристапуваш кон Господа? Да, со Божја помош високо преосвещени, владико. Да не го правиш тоа од некоја друга потреба или принудно? Не, високо преосвещени, владико. Се откажуваш ли од светот и се во него по Божја заповед? Да, високо преосвещени, владико. Сакаш ли да останеш во овој манастир или во оној кој ти биде одредено во испоснишното се до крајот на животот? Да, со Божја помош високо преосвещени, владико. Дали ќе се чуваш себе си во девственост, целомудреност и побожност до смртта? Да, со Божја помош високо преосвещени, владико. Ќе бидеш ли послушна на сестринството? Да, со Божја помош високо преосвещени, владико. Ќе бидеш ли се до смртта доброволно сиромашна заради Христа и никаков имот нема да стекнуваш за себе, освен она што е за општа потреба, и тоа од послушност, а не по своја волја? Да, со Божја помош високо преосвещени, владико. Ќе отвара на секој кој му доаѓа со желба и топла љубов, кој вели ако и жената го заборави својот пород, јас нема да те заборавам. Тој кој што твојата желба ја знае и кон твоите намери ја приложува својата моќ за исполнување на неговите заповеди, нека те прими
и прегрне и штити, нека ти биде јака тврдина пред лицето на непријателот, камен на трпението, причина на утеха, дарител на цврстина, стекнување на добродушност, помошник на храброста, кој ќе легнува и станува со тебе, засладувајќи го, радувајќи го срцето твое со утехата на Светиот Дух свој, удостојувајќи те во делот на срце преподобни мајки наши, првомачениците, маченичките Текла, Евпраксија, Олимпијада и други како нив преподобните оци кои во монаштвото му годија на Христа, со нив и ти да го најдеш Царството Небесно во Христа Господа, нашиот, кому нека е слава и чест, царство и сила, сега и во сите векови. Молиме на Господа. Господи, помилуј. Господи Боже наш, ти си озаконил да бидеш достојен на тебе сите оние кои те остават се на овој свет и роднини и пријатели и те следат тебе. Прими ја и ова слугинка Јасмина, која се одрекла од сето тоа според твоите свети заповеди и упати на твојата вистина бидејќи непоколебливо ти припаѓа, на тебе огради ја со силата на твојот свет дух, за никако непријателство, лукавство, да не влие над неја, дарувајќи трпение непрестано, да ти угодува со молитвите на пречистата владителка, наша Богородица и на сите свети кои од памтили ти угодија, зашто се благослови и се прослави пречистото и великолепно име на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мир се. И духови твоему. Нашите глави да ги преклониме пред Господа. Господи Боже наш, надеж и прибежиште на сите кои се наделат на Тебе Ти преку воплотувањето на Христа Твој, ни ги покажа разните патишта на спасението, прими е слугинката Твоја, Јасмина, која ги остави. Световните желби себе Ти се принесе на Тебе, Владиката, на жива жртва пријатна, отстрани од неа секоја телесна желба и неразумни потреби, со странување, непустителните влакна на косата отклони ги и на разумните мисли дела, и да се удостои да го земе јаремот Тој благ, бремето Твое лесно, и да го земе крстот и да врви по Тебе, Владико, сочуваја во Твојата светост и дарувај и добра намера во чувањето на Твоите свети заповеди, вбројувајќи ја во погодно време во бројот на Твоите избрани, со благодата и човеколюбието на Твојот Син, со кого си благословен со пресветиот благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Гледај овде Христос невидливо присуствува, внимавај, никој не те приморува да го примиш овој лик, внимавај и по својата слободна волја сакаш да го примиш големиот ангелски лик. Да, високо преосвещени Владико, по своја собствена волја. Земи ги ножиците и подај ми. Возми ножици подажи. Возми ножици подажи. Ете од раците Христови го примаш, внимавај кон кого приоѓаш, на кого се заветуваш и од кого се одрекуваш. Нека е благословен Бог кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. Нека е оној кој е благословен и сите векови. Амин. Сестрата наша Ефимија ја пострижува косата на својата глава во знак на откажување од светот и се што е во него во знак на откажување на својата волја и сите телесни желби во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Да речеме сите за неа, Господи помилуј. Господи, помилуј.
Сестрата наша Ефимија прима параман како знак на ангелскиот лик, како секојдневен подсетник на земниот благ јарен Христов на себе и неговото лесно носење и како воздржување и заковување на сите телесни желби, а прима и знак на крстот Господен на свете гради како секојдневен подсетник на страдање, понижување, плукање, подигнување, рани, шлаканици, распнување, смрт на Господа Бога и Спасителот наш Исуса Христа, кој Он доброволно ги претрпе за нас, а да би се трудела да тоа спрема својата сила да го поддржува во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неа: Господи помилуј. Ефимија се облекува во облека на веселба и духовна радост, на одгонување и газење на сите таги и метежи кои наидуваат од ѓаволот, од телото и од светот, и на постојано веселие и радување неизино во Христа, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неа: Господи помилуј. Ги препашува своите слабини со силата на вистината, на умртвување на телото и на обновување на духот, на бодреност и внимателност, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неа: Господи помилуј. Се облекува во риза на спасение и во обклопот на правда, да би се воздржувало од сите неправди, да би го отфрла ревностно измислувањата на својот разум и барањата на својата волја, да би секогаш имала во умот сеќавање на смртта, да би се сметала себе си секогаш за распната, за светот и мртва за секое злодело и себе си да би се покажала пред Христа секогаш жива, во секоја добродетел, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неа: Господи помилуј. Ефимија го прима шлемот на спасението и непосрамено надевање, да би можела да се спротистави на сите ѓаволски лукавства, да ја покаже, да ја покрива својата глава со покрив на смирение и непрестано послушание, во знак на духовна философија и своите очи, да би ги одвратила да не гледат празнина во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неа: Господи помилуј. Господи, помилуј.
Ефимија се обува во сандали, примајки се за благовестување на мирот, за брза и спремна да е на секое послушание, на секое благо дело, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за неа. Господи, помилуј. Прима меч духовен кој е збор Божи и непрестана молитва Исусова, бидејќи си должна името на Господа Исуса Христа секогаш да го имаш во умот, во срцето и во устата своја, велејќи непрестајно: Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешната. Да речеме сите за неа: Господи, помилуј. Штитот на верата крстот Христов, со кој ќе може да ги изгасни сите растрелани стрели на нечестивот, и секогаш имај на ум дека Господ рекол: кој сака да оди по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека врви по мене. Да речеме сите за неа: Господи, помилуј. Си должна со чист и добродетелен живот и со добра навика да бидеш светлост на светот, бидејќи Господ рекол: така да се светли вашата светлост пред луѓето, да ги видат вашите добри дела во слава на вашиот Отец кој е на небесата. Наша Ефимија го прими ангелскиот чин и се облече во сеоружјето Божјо, да ги победи сите сили и напади на поглаварите, властите и управниците на темнината на овој свет, поднебесните зли духови, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Да речеме сите за неа: Господи, помилуј. Господа. Господи, помилуј. Господи Боже наш, поведи ова Твоја слугинка во Твојот духовен дворец и броја во своето словесно стадо, очисти го нејзиниот ум од телесните желби, лажните ветувања на овој свет и дај непрестајно да ги има на ум добрините кои се приготвени за оние кои те сака Тебе и се имат распнато во овој свет заради Твоето царство, бидејќи си Ти пастир и владика на сите души, и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови.
Slava